Значи, апанажа е уште од бивша Југославија. Ако Што? вие се посветите на работата, дали е пратеничка, дали е министерска, дали е директорска, како што треба, ако имате приватна фирма, вие наредниот ден не можете да се вратите и продолжите со работа. Смисолот на таа е година дена ти да можеш да се подготвиш, да обезбедиш некоја работа, да отвориш некоја канцеларија и така натаму. Тие кои што имаат да се вратат во фирма, срамота е за нив да земаат апанажа. 6 месеца минимум треба да има апанажа. Проблемот е што во кампањата господата од пратеници на ВМРО ДПМН ја критикуваа апанажата. Пример на Рашковски, на Заев, на не знам кого. Тие апанажи ги критикуваа, зашто земале апанажа, нели им било срам, а сега на пример овдека го имаме Мирча Џиовски и Игор Јанушев што ќе земаат апанажи. Ама нели они вика дека нема да бараат апанажи. 6.000 евра ќе треба да плаќаме апанажа. Ето да, за апанажата сакам ја да се вратим. Абе сега сакате Дали држава треба? или немате држава? Како треба, така треба. Значи апанажа е уште од бивша Југославија апанажата. Јас бев во Белград година, сега ќе ви кажа, бев година и пол во Белград, после ми следуваше 6 месеци апанажа. 3 месеци зимав пуна плата и уште 3 месеци половина плата, а при донесите беа платени. Ама се е ова окей, кога се прави моабет за тоа дека системот решил така. Проблемот е што во кампањата господата од пратеници на ВМРО ДПМН ја критикуваа апанажата. Они ги критикуваа апанажите, например, на Рашковски, на Заев, на не знам кого. Тие апанажи ги критикуваа, зашто земале апанажа, нели им било срам, а сега, например, пушти ги овие на слика у слика, а сега, например, овдека го имаме Мирча Џиовски и Игор Јанушев, кои што ќе земаат апанажи. Луѓе. Ама нели они вика дека нема да бараат апанажи? Мене ми е тоа моабетот. Ајде да им објасниме на граѓаните, значи смисолот на апанажата е следно. Тоа сакав да прашам јас. Ако вие се посветите на работата, дали е пратеничка, дали е министерска, дали е директорска, како што треба, вие наредниот ден, на пример, ако имате приватна фирма, вие наредниот ден не можете да се вратите и продолжите со работа. Смисолот на таа е година дена ти да можеш да се подготвиш, да обезбедиш некоја работа, да отвориш некоја канцеларија и така натаму. Тие кои што имаат да се вратат во фирми и така натаму, срамота е за нив да земаат апанажа. Меѓутоа тие кои што немаат, ова е за тие кои што немаат, кај да се вратат или некој кој што треба да продолжи некој бизнес. И јас ќе ви кажам, кога јас станав министер, градоначелник 2000 година, мојата фирма броеше 96 вработени. За да 2006 година, кога завршив, 12 вработени имаш. Ето, тој е резултатот и сега како можеш ти утре да се вратиш одма во фирмата, гледате како одела надоле фирмата, освен ако не ја злоупотребуваш функцијата, па да работиш на корист на фирмата. своето. Дали ме разбирате? Да, Значи, ја целта на апанажата е да имаш еден период, можда година дена нема, 6 месеца минимум треба да има апанажа. Океј, јас се согласувам. Да, ма дали за сите треба да има апанажа? Јас не викам тоа. И сега пази, за за пратениците има сите, за градоначалникот нема. Јас друго сам да кажам. Тоа Овдека сакав јас овој да господин на 23-та позиција, Игор Јанушев, они беа против апанажа. Ако биле против апанажа, нели е непринципиелно да побараш апанажа? Дали треба преку пример да покаже дека апанажа, он нема да прифати, нема да земе. Може нема кај во моментов да оди. Е па во има фирми, Игор Јанушев во Бугарија има фирма. Овие од СДС не викаа дека не треба апанажи да има. Например, јас кога А станав зашто да се во 2000 година градоначалникот што беше пред мене, тој немаше моментот каде дојде, човекот немаше ни фирма, ни некое обезбедено работно место. И јас прифатив со одлука на советот, му дававме 1 година апанажа. Оти претходно 8 години бил градоначалник. Прво председател на извршен совет, па бил градоначалник на општина Карбаш. Ама тоа се окей. Јас сум против апанажата и ќе кажам зошто, затоа што на пример има многу граѓани кои што го изгубиле работното место. Сега правиме ли ние разлики измеѓу едно, сакаме ние држава или не сакаме? Сакаме. Ама држава за А зашто сметка да ги на возиме со коли, нека идат со магариња, или Така нека идат пешки. Нека одат пешки. Значи, ако имаме држава, државата кошта, таа Види, мора да Ама се нека плати. одат пешки, поучени Холандија со шо идат. поучени сега овие неколку години, па можда и 10 години,
Што имаме ние, што жртвувале било кој од овие тука? Што жртвувале и зошто треба уште година дена да ги плаќаме? Сега смисолот е за оно што честно и поштено си ја работи Па затоа викам не може за сите, нека има панажа, ама нека се пратеник знае. утре ајде и искочи на улица. Јас сум лично против било кој пратеник да отиде на улица. Ама има некои од пратениците што не нема знаеме каде дека да постоеле. се вработи, на пример, од првиот парламент срамота беше Стоиле Стојков, голем дел Ама од затоа пратеници викам ај оставивме без првите, леп. да. Ама ја не се Ја ја не правеле викам дека државата. тоа не е така. Никој Јас не сум вика дека не е против така. апанажата, затоа Поентава е дека дебатираме. од овие тука 29 пратеници што ќе зимаат апанажа, 25 имаат по 5-6 Треба појавувања да- во собрание. Кај биле другото време? Ама и треба да се Оде види. 5-6 пати отишле на работа. А кои се? Ја не ги знам. Е, па Е, па сега, затоа овој тоа е Лазе работата. Танески, Не например, може да биде исто. Овој Лазе Танески, например, има хотел у Охрид. Па сега граѓаните нека судат. Овој да, овој хотелиер. Мартин, само Мартин нема, не знам как иде, Мартин Костовски. Што И ќе прави? второ, бидејќи не си на работа, нема логика да имаш 100% плата. Ја кажувам од Белград како имав. Значи 6 месеца добив, 3 месеца земав полна плата, се сеќам тогаш 1000 евра ми беше платата, и потоа 3 месеца по 500 марки. 3 месеца по 500 марки, а предонесите ми се плаќаја на 1000 марки. Иначе еден мандат Нема сега, знаеш како споредуваме држава која што функционирала, каде што се знаело што и како и сега. Тука гледаме, на пример, на вистина од овие некои воопшто не знаеме дека постоеле и дека биле во парламентот. Ако имат фирми, како што кажеш, ако имал хотел и така натаму, не е Значи, во ред. а тоа го имат на анкетни листови на све. Ама не, значи, ај тоа што имаат на анкетни листови. А колку има? Прошлата емисија ние правевме овдека рекапитулација Да. колку имаат, колку чини еден пратенички Да. мандат. 600.000 Помеѓу 200 и 300.000 евра. 300.000 евра. Еден пратенички мандат. Плати и придонеси. И овие дополнителни што зимаат. Комисија, патување, ти реков ми рече. Помеѓу 200 и 300.000 евра. Еден пратенички мандат. А колку е сега 600.000 евра е панажите на сите? Да. На Ова 5,5 милиарди буџет, сега 600.000. Ама сега ние Да, на ма 5,5 сепак милиарди значи. евра буџет, 600.000 ваму, а што 600.000 онаму, па 600.000 ќе купат 20 комбиња, 30 комбиња ќе купат за брза помош. Мислам ако идеме по таа логика. Па 20 ќе купат. За 20.000 канти ќе купат. Евра. Па 30.000 збораме. Па и 20 30. комбиња. Па добро 10 нека купат. 5 Било нека што купат. пак ќе биде за општото добро. Не може сите да ги ставаме под иста капа и едни и други Значи, не пратеници. се сложувам. Се треба да се биде како што треба. Ама- Значи, апанажа треба да има, ама треба да ја земе тој што треба да ја земе. Па тоа е Тој што веќе има друго. хотели, има фирми, пространство по едно по друго, не може да ја земе. Ама тоа треба да се регулира во закон. Па тоа го Па збориме. тоа го збориме, значи нека има. Управа Ама за за тие приходи што ќе извади, ќе ти каже, бате, Така ти е. минатата година си имал, не знам, Да, приходи толку толку приход, си имал да. добивка, можеш да си одиш во твојата фирма. Чао, завршена работа. Да. Тоа со закон. Ти немаш каде во ред, тебе ќе дајме панажа 6 месеца или година дена во ред. Ама па затоа викаме треба да има промена некоја. Не може сите да зимаат апанажа. Тоа го Мора да збориме. има ред, нели? И второ, Зборе- не е во ред пуна плата. 2000 и кусур евра имат пратениците, не е во Точно. ред. Се не одиш на работа. Може тоа на некои 70% да се спушти. Може. 60-70%. И тоа тие 60-70% да ги зимаат само тие кои што немаат каде да се вратат после. Да, затоа се прави анализа. Да. Колку, дали има капитал, дали има приватна фирма, дали нема, ако дошол од Не, мене ми државна. беше поише ради принципиелно, сакав да го пуштам ова да ги видиме кој ше. Они во кампања ВМРО ДПМН викаше дека не во кампања, они во текот на цела време во опозиција ги критикуваа сите што зимаа панажа. Абе ти кој се законот кој го донесува за покачување на платите. Единствен политичар кој го бранеше законот бев јас. Сите тие ќутеа најголеми противници за евентуална промена на законот за да се намали платата беа пратениците. Од ВМРО. Од си тогаш. Баш општо- премиерот општо ми кажуваше, пратеници. бе, како ќе ме дигнат у ваздух, вика.